Полицијата се судри со демонстранти кои нападнаа ТВ станица во јужниот пакистански град Карачи, при што загина 1 човек, а 8 луѓе се повредени. Не се знае причината за смртта на човекот. Поддржувачи на движењето Мутахида Куами синоќа протестираа пред седиштето на ТВ станицата откако беше емитуван говорот на самопротераниот лидер на движењето кој е во Лондон. Тој ги обвини медиумите дека не известуваат за 6-дневниот штрајк со глад во знак на протест против неодамнешното апсење на членови на движењето. Потоа полицијата изврши рација во седиштето на Мутахида Куами и приведе 9 од членовите на движењето, од кои подоцна 2 беа ослободени. Лидерот на движењето преку соопштение се извини за инцидентот. Членови на движењето започна штрајк со глад, оти вела дека полицијата неправедно ги вознемирува и ги обвинува дека се поврзани со организиран криминал. Новинари и политички активисти протестираат во пакистанскиот град Бану за да изразат загриженост за нападот на ТВ станицата вчера во Карачи од страна на поддржувачите на движењето Мутахида Куами. Протести на кои се изрази загриженост за инцидентот се одржа и во градот Куета. Судот во Ерменија го осуди на доживотна казна затвор рускиот војник Валери Пармјаков, кој минатата година уби 7 члена од едно ерменско семејство. Судот во северниот град Кјумри не даде објаснување каде војникот ќе одслужува казната. Војникот бил стациониран во руска база во близина на градот пред да ги изврши убиствата. Тој после убиствата се обидел да избега во странство, пошто рускиот суд го осуди за дезертерство. Убиствата предизвика масовни протести во Кјумри, но и во Ереван против руското воено присуство во Ерменија. Во селото Широкине во источна Украина се водат борби меѓу украинските владини сили и проруските сепаратисти. Широкине се наоѓа во близина на украинскиот пристанишен град Мариупол. Украинските војници користат автоматско оружје и ракетни гранати во борбите со проруските сепаратисти. Борби се водеа и вчера и денеска. Нема извештаи за евентуални жртви од страна на украинската војска. Двете страни во конфликтот меѓусебно се обвинуваат дека другите се виновни за започнување на новите борби, со кои се прекинува примирието потпишано во Минск во февруари минатата година. 2 сразу. Украина се подготвува за одбележување на 25 годишнината од прогласувањето на независност со проба за големата воена парада во Киев. Околу 200 оклопни возила и друга тешка воена опрема се извадени на улиците во градот. Главниот настан ќе се одржи на денот на независноста на Украина на 24 август. Украина прогласи независност во 1991 во пресрет на неуспешниот обид за државен удар во Москва и распадот на Советскиот сојуз. Независноста на земјата е потврдена на референдум кој се одржа на 1 декември истата година. Таџикистанци и киргистанци кои живеат околу границата меѓу двете земји се собраа заедно во градот Баткен да ја прослават 25 годишнината од независноста на Киргистан од Советскиот сојуз. Настанот се случи непосредно пред прославата на Денот на независност на Киргистан кој се одбележува на 31 август. Од селата од двете страни на границата пристигнаа музичари, спортисти и други гости да ја прослават годишнината. Настанот имаше за цел да ги подобри односите меѓу соседите од двете страни на границата, каде што во последните години имаше чести тензии. Градежни работници во Казахстан започнаа со уривање на дел од објектот каде е сместена канцеларијата на Националниот прес-клуб, откако е завршен долготрајниот спор околу безбедноста на зградата.
Судот нареди да се урне третиот и четвртиот кат од зградата, откако се докаже дека тие катови се бесправно изградени и небезбедни во случај на земјотрес. Собственикот на зградата, Сиет Кази Матаев, е преседател на Националниот прес-клуб и преседател на Сојузот на новинари на Казахстан. Тој и неговиот син во моментов се соочуваат со обвиненија за перење пари, а судскиот процес против нив започна во истиот ден кога започна и уривањето на зградата.